Здраво, 19 часот и 5 минути. Вие сте со најновото издание на Плејаут. Останете на овој канал, затоа што следуваат многу интересни содржини и многу музика. Еве што ќе гледате денес. Битола под маски. Тајзи, гостин во Плејаут. Денот на шегата, односно 1 април, се одбележи во Битола. Оваа година значително помал број на маски во однос на минатите години. А сега ви пренесуваме дел од атмосферата на широк сокак и неколку локали од Битола. А исто така, имавме можност да поразговараме и со Тајзи и Спејко, The Groove и малечката невеста, која не се само уви, туку порасна и се пресели во Битола. Останете со нас и уживајте во она што го подготвивме. Чорбаџија си седнаме толе, може? Чорбаџијски муавет да си чиниме. Чорбаџијски муабет да си сториме. Ти да ќе радуваш. Јас сум ќарата од едно идно време, што вие уште го немате доживеано. Има телевизија едно се вика. Мајката е шо. Еј, телевизија, мајка. Така се вика ова, да. Вие во кое време живеете? Ние, Во минато, така, нека. па ние живееме во време што нема ни телевизија, нема ни радио, ние се живееме. Една ракија бум. Една ракија, само вино може. Ај вино бум. Може? Бувни му едно вино на пријател. Колку време ја подготвувавте оваа маска? Па едно Пола сат. Пола сат. Масата ја правевте или готова? Од станот тука ни беше. И маската ви гласи што? Македонски народни приказки. А вие сте ликој некој од приказните или едноставно нови ликој се? Чемешковски. Ѓорѓи Колозов, ама само вие на сте- влакно бело има. Да знаев спреј гратис ке ви купевме да се исфарбат. Благодарам Меанџије. Povedete. Фала. Ајде, Ајде за зубозарно, само зубот да. Бјат бре, мрш! Оди мети, мети, види. Стварно вино е ова. Мети таму. Ајде. На здравје да ви е, ајде, дечки. бре, овај. Имајте убава вечер, јас се вас ставам во добро здравје. Во гроф. Колку време ви требаше да ги подготвите маските? 2 сати. 2 сати само толку? Не, мене 5 минути. А што се состои маската? Па се состои во маска и во мантија. Супер креација, вашата? Исто. Во Немате шминка. маска. Во шминка. Кој ве шминкаше, сами или? Не, другарка. Другарка? Да. Професионален шминкер или не? Па може да се рече, да. Епа добро, поздрав до другарката, имајте убава вечер. Во Ерокрем или не? Не знаеме како се вика точно маската. Инкогнито. Може така, да. Колку време ви требаше да ја подготвите? Сат, па 1 сат. Прилично брзо. Сами ја правевте или имавте помош од некој? Имавме помош, ама сите меѓусебно си помагавме. Супер сте и поздрав и другарката, Фатија те молам. Отини се срами. Се гледаме. Во вештерка од Monster High. Колку време ти требаше да ја подготвиш маската? Не ја подготвив, ја порачав од Америка.
Колко време ти трябваш? Един месец. Брачна изработка е маската? Не. Купена или како? Купена е. Многу си убава како ягодка. Хала. Дали може да ги видиме вашите маски? Во што сте маскирани вие? Свекърва. А вие сте невестата? Да. Колко време ви трябваше да ви направите маски? Па пола сат. Да. Вие сте много сериозно свекрва или како? Сериозна, да, озбилна. Во година. На кармин много потрошивме, ми ги потроши кармините. Много накърмимо. Односите добри ви се надевам. Сега за, сега да. Пред луѓе, да. Луѓе пред камера посебно. Мора пред камера, да. Поздрав, имајте убав вечер. Маскирани сме, шо има врска, вечер вас иде правиме муавет. Вие сте шо? Ама джабе ме гад. Мини Маус. Колко време ви трябваше да ја подготвите маска? 3 дена. 3 дена? Да. Од почнавте кога? Па шо сам од средата. Чија беше идејата? Моја. Да? А ти си која? Ивона. Па Ивона, честитки за маската, многу добро изработена. Фала. Се гледаме, поздрав. Во што сте маскирани? Вештерка. Вие? Хари Потер. Вампир. Чи прилично страшна маска. Гледам многу страшни маски има годинава, зашто така? Па не знам. Колку време ви требаше да ја подготвите маска? 5 минути. Колку брзо? Сами си ја изработивте или? Да, сами. Сами. Креативно, имајте убав вечер, се гледам. Маскирани Василичари. Маскирани Василичари. Вие што? Аз съм во Ласпаниот Лудак. Вие сте во механичар. Да. Да. Колку време ви требаше да ја подготвите маската? 2 минути. Вас? Исто 2-3 минути. Вие сте маскирани во? И си с терористите. Вие си терористите. Колку време ви требаше да ја подготвите маската? Па ми се думавме за идеја веќе една година и во последен ден ни текна за... Добра, актуелна идеја во секој случај. Чија беше идејата? На едно дете од 6 години. Да? Да. Браво. Значи имаме креативна младина, може да се... Да. Колку време ви требаше да изработите маска? Молим да не ужам, ми е страшно. Од камера? Сакаш мака? Ама маскирана си во секој случај. Сака некој да спора? Не. Толку? Ќе ви има во секој случај. Да знаете, да. Во што сте маскирани? Јас во Monster High. Ти дошо? Јас во Maleficent. Кој ви поможи да ги изработите маските? Па, ги купивме. Ги купите? И ти си ја купи тоа? Да. Многу сте убави. Еве, денес 1 април, се маскирам овде во Битола. А ви од кај сте? Од Битола сум. Добро, дека рековте од Битола. Во што сте маскирани? Во што, која е вашата маска? Во Бекмен, она што е... Джокеро, да. Вие во што сте? Во што си? Ти во што си маскиран? Јас во камерман. Овој Во што сте маскирани? Во принцеза импровизирана. Импровизирана? Вие во што сте маскирани? Супервумен. Импровизирана или не? Да, да, да. Колку време ви требаше да подготвите маски? 1 сат. Толку брзо? Толку брзо. Има? Брзо, да, да, да. Ајде, 2 телевизии на едно место. За принцезите и Супервумен. Го поминавме корзото 2 до 3 пати нагоре надолу и морам да забележам дека битолчани овој пат во однос на минатите години со послаб број на маски и послаба креација на маски. Каде одиде креацијата на битолчани? Не знам, се надевам другите години ќе биде подобро.
Вечерва плейаут во Барун со The Group. Добре дојдовте. Добре дојдовме. Во што сте маскирани вечерва? Вечерва за исклучок сме четворицата мускетари. Што ќе приредите вечерва, што да очекувате овде присутните? Па добро, како што е ден од денес се знае. 1 април има маскенбал, добра забава. Нашето ние ќе го направиме. Луѓето си знаат што очекуваат од нас. Кој стил на музика го негувате во кратки црти да ве представиме? Ние најчесто свириме македонска музика, имаме помалку и странска музика, претежно ни е македонска музика. Се надевам ќе имате убава вечерва на априлска, да речем 1 априлска. Во следните изданија на Плејаут ќе ги видиме и The Group во едно поинакво издание, во помирна атмосфера, кај што ќе можеме да си направиме малце поконкретен муабет за нив, па ќе се дружиме на поинаков начин. Ви благодарам за одвоеното време, ве препуштам на журката. Хвала и вас. Чао, чао. Чао. Добар вечер, јас сум малечката невеста која веќе пораснав сега. После толку години веќе сум порасната. Поздрав до Мега телевизија. Колку време ви требаше да изработите маска? Може да се каже дека потрошив скоро 1 час. Да. Супер сте, имајте убава вечер. Се благодариме. Поздрав до сите гледачи, Мега телевизија. Ексклузивно во Плејаут овој пат ги имаме Тајзи и Спејко. Добре дојдовте. Добро најдов. Во Битола, значи 1 априлски. Не е шега, вистина е, значи го гледаме Тајзи. Со што ќе се представите вечерва тука? Па ќе направиме по подолго време, не сум бил од Битола од ракометното игралиште до сега бев на Самарка. Ќе направиме едно концертче во овој клуб во Позитив. Се надевам дека ќе има многу луѓе, се надевам ги си поминеме како и секогаш во Битола, многу јако. Има многу убави слики од прошлиот пат во Битола, се надевам дека вечер ќе снимаме дел од ова што се дешава, па после ќе имате сигурно можност да го погледнете. Битола е еден од моите омилени градови, бидејќи искрено имате многу убави жени, нека не се људат мажите, се и они се убави, жените ви се исто како нашите кумановки. Така да
Носам нешто за жените. Куманов ќе не утепав, тај се не Добро, генерално- Ја молове само да ги сечете тој за кој се зезам. Генерално Македонија има убави жени, може да се пофалиме со тоа како држава. Ме интересира сега вашиот спој. Ја за хрватица се вржав, што се. Замина, добро, ти тука балкански одиш на преку големиот брат. Ме интересира сега вашиот спој, знам дека веќе подолго време работите заедно, ама од кога ти стана, да речем, некоја попозната фаца преку големиот брат, некако попомпезна. Дали тоа е намерно или едноставно така сега е перцепцијата на останатите? Вака, ние си работиме и пред нели да влеземе во куќата, се знаеме, кој з него од деца се знаеме. Значи, сега малце всушност излегувањето од куќата е само почеток на она што не очекува. Имаме големи планови за воиднина, еве лето е пред нас, па да оставиме нели она што ќе се деси да бидете утек. Те имавме гледано и со Скипи. Значи тој проект некако спласна, пропадна, не знам што се случи, нешто се случи, зошто не сте поќе заедно? Колку пати само е поставено ова прашање, зашто? Не знам тоа. Прв пат по плејаут. Да, нема проблем, тама на работа. Значи, не е пропаднат проект воопшто, бидејќи има една песна која сега направи 3 милиони, уште една која има 2 милиони, уште две песни по милион, значи еден многу драг период, стално го кажувам ова, но ќе сега повторам, не е проблем, бидејќи тогаш немаше, не дека сега има многу спонзори и финансиски, знаеш, онака, да те гурне некој, знаеш како идат кај нас работите нели во државата, но тогаш беше онака, од свој джеб, од љубов, од кај стигнеш да направиш, да земеш камерман, да земеш човек, да сценираш, да направиш режија, сценарија, така да многу драг период, човек со кој сум поделил сигурно многу работи во животот и ден денеска си он, нели, онака, се чувствувам добро напрема него и сами Јон секако тоа го знае, но не сработуваме заедно од типот на не правиме музика. Сега после тоа имав и договор со Иноватива и тој договор мислам и заврши, сега идеме напред, сега работиме нешто со Дарко, значи се во животот е работа, бизнис, но се трудам да оставам љубов таму кај што работам, не сваќаш, бидејќи на крајот човекот е тоа што останува, делото е тоа што останува, не ќе да изгубам лица за пари, значи не го работам поради тоа. Не знам колку луѓе ти веруваат, но знам што правам и знам на кој пат одам. Во комуникација сум, јас сум многу млади, мислам баш зборувам на овие теми за музиката, пофален си од многу, да знаеш. Ете ти информација од моја рака. Во тој стил кој што движиш музиката, таму кај што почна. Значи сам продуцираш, сам аранжираш, сам правиш многу работи. Но има многу, да сакам да кажам, песни кои си ги направил сам. Колку е тешко сам да соопштиш или може би е полесно? А сега да бидеме реални, не сум некој вокал, никогаш сум кажал дека сум најдобриот пејач или дека тежневам да бидам најдобар пејач во државата, значи реално гледам на работите. Можеби токму тоа што јас го сакам кај некои други пејачи, гледам да го имам кај себе, да напишам добар текст, да напишам текст што ќе пробуди многу луѓе, дали љубов, дали не знам, стално употребувам иронија, онака да се насмее народ, тоа е нашето кумановско нели малце и пеам за социјални теми кои будат некој сон или надеж за подобро утре, што реално и тешко го гледаме кај нас, но баш ме е мило тоа што ти го кажа што многу народ ти го гледа тоа и го познава и на некој начин добивам тој респект што искрено и би посакал да го има, знаеш. Више кога работиш, кога вложува се од себе и сакаш да добиеш некој нели респект за тоа што се дешава. Дали може би во ваквиот спој диџеј со изведувач и ти имаш некоја улога во неговата кариера во однос на музика, на творење на музика, значи знам дека почна со реге, па преминавме на електронско и натаму се развива музиката, дали може би ти беше иницијатор за тоа? Вака, прво, добро, тајзи си има свој правец и тоа никој не може да го оспори. Мислам дека е единствен во Македонија и пошироко што го работи тоа, али да кажеме дали јас се гледам од видете после излегување од куќата ми се отворија многу патишта. Така да пак ќе кажам, ова е почеток, може ете онака не пресериозно и не влегувам со некои кој знае какви очекувања. Али ете ќе видиме времето, ќе покаже, имаме нешто заеднички соработки, па ќе чуете. Значи што да чуеме, што ќе чуеме? Може да откриеме? Да, имаме
свеј кој официјално ќе почне да пее. Порано имавме кога почнуваме со музиката, тој си работи како диџеј повеќе време, мислам од поодамна. Пушташе во некои надворите клубови во Куманово и сега веројатно пак ќе се врати во тие води како диџеј, ама правиме некои соработки со некои пејачи од Србија, така да ова лето ќе имаме една наша песна со спот и една соработка со еден артист од Србија, секако јас и они. Така да, само што се вративме од Хрватска, тој не спомна дека може да испадне и некоја соработка, али тоа ќе оставиме во тајност. Така да ќе ви откриеме кога ќе се деси. Ајде да видиме тајни, веројатно ќе ги оставиме во неизвестност и гледачите. Ви посакувам успех и среќа на секое поле. Мислам на се што ќе сработите понатаму, па очекуваме да бидеме ексклузивни и ние со вашата работа. Во секој случај се гледаме и понатаму за идни проекти. Само да ве видам сите вечер. Вечер ќе видиме што се дешава. Ќе видиме, се надевам и под маски сите ќе видиме. Нема маски кај нас, све е реално. Чао, јас сум Тајзи, а вие гледате Play Out. Говори велики брат, јас сум Дарко, а вие гледате Play Out.
Тоа беше се што подготвивме за денес, а се што пропуштивте може да погледнете и на фан страната на Playout на Facebook. А вие и понатаму останете со нашата програма и имајте убав остаток од денот. Поздрав и се гледаме утре.